Разговараме со господин Костадин Виранов, раководител на одделението Градски гробишта Струмица во склоп на јавното комунално предпријатие Комуналец Струмица. Темата на нашиот разговор се актуелните состојби во градските гробишта Струмица, како и одржувањето и проширувањето на гробиштата. Господине Виранов, добре дојдовте во вестите на Канал Вис. На самиот почеток да позборуваме за тоа колкава е површината што ја зафаќаат градските гробишта Струмица, поточно овие овде кои што се наоѓаат на излезот од Струмица кон селото Баница. Значи, градската гробишта во Струмица располага со површина од 89.927 метри квадратни, или тоа е околу 9 хектари. Во градот постојат повеќе верски заедници, од кои православна, католичка и протестантска верска заедница, и тие имаат своји оддели во градската гробишта, определени се во реони, блокови и алеи. На јужниот дел од градот се наоѓа православната градска гробишта, додека гробиштата за муслиманската вероисповест се наоѓа на јужниот дел од градот. Каква е состојбата во градските гробишта со парцели за погребување на покојни лица? Дали имате недостаток на гробни места? Има ли веќе парцели обезбедено за оваа намена? Или пак ќе обезбедувате од околните земјишта кои што можеби се наоѓаат во приватна сопственост? Потребите на градската гробишта во Струмица се околу 150 нови гробни места годишно, бидејќи смртноста во последните години е зголемена. Ако знаеме дека 70% од починатите луѓе се погребуваат во стари гробни места, додека 30% се во нови гробни места, што значи дека годишно на градот Струмица му се потребни околу 150 нови гробни места. Проширувањето на градската гробишта се одвива на западниот дел од гробиштата, на патот спрема село Баница. Во тек сме на изведба на нова парцела со околу 3000 гробни места за потребите на градот и граѓаните на општина Струмица. Велите дека е пораснат бројот на погреби изминативе години. Може ли да илустрираме како се менувала оваа бројка последниве неколку години? Ако направиме разлика дека околу 2018 година смртноста беше околу 350 починати луѓе во градот Струмица на ниво на една година. Зголемувањето, разликата да ја направиме до 2021 е зголемена за 3 години 184 разлика во починати луѓе. Тоа значи за 50%. Пандемијата си го направи своето. Колку починати има за време на пандемијата? Дали се водат вакви статистики во градските гробишта? Од почетокот на пандемијата во 2020 година, тоа беше 6 месец, до денес, до 2021, заклучно со 2021, имаме починато 177 починати за 2,5 години. Може би нема прецизни податоци, но еве може ли да илустрираме водејќи се, може би меѓу од најстарите споменици што постојат тука. Колку долго се градските гробишта на оваа локација? Според некои податоци стари и според мојот увид во градската гробишта на останати стари споменици, Струмичката гробишта датира некаде околу 1846 година. Имам податок на гробно место. Постојат ли некакви податоци каде биле претходно гробиштата на струмичани? Спрема некои податоци од стари луѓе од Струмица, првите градски гробишта биле на територијата на Струмица до Ловен дом. Луѓето го нарекувани местноста Миндали. И потоа слегуваат тука доле. Канцеларијата на ова одделение во склоп на градската капела. Ајде да кажеме неколку основни податоци за капелата. Кога е граден овој објект и што се содржи тој? Градската капела во Струмица е градена 1994 година.
Капелата располага со простории кои се за потребите на покојните и на најблиските на покојните. Капелата располага со канцелариски простории, ладилник во кој може да сместиме или има капацитет од 10 покојни, сала за опремување на покојните, сала за изложување на покојните, просторија за роднините на покојните и сала за оддавање на помени на покојните. Кога зборуваме за погреби, што со оние граѓани кои што се социјални случаи и немаат средства за погреб на покојникот? Доколку починатото лице е примател на еднократна или целосна социјална помош, се обраќа во Центар за социјални грижи, од каде добива документ и должност на градот и општината е да го погремаме во градската гробишта Струмица лицето со социјални потреби. Какви се обврските, но и ингеренциите на комуналното претпријатие во одржувањето, во управувањето со градските гробишта? Јавното претпријатие Комуналец Струмица, како управител на градската гробишта, е задолжено според Законот за гробишта и управување со гробишта за следниве задолженија. Издавање на одобрение за погреб на починатото лице, локацијско место, тоест гробно место, протокол за регулационна линија, тоест градежна линија за нивелација, водење на дневник и регистар на погребани лица, склучување на договори за носители на гробни места, наплата на гробарина, тоест гробна такса, која изнесува 600 денари на годишно ниво и сите граѓани кои имаат гробни места на гробиштата во Струмица се должни во наредниот период да дојдат да си ги преземат гробовите на своите блиски и да склучат договор со јавното претпријатие Комуналец Струмица. Како се одржува хигиената на градските гробишта и докаде се вашите надлежности во оваа смисла? Одржувањето на хигиената на градската гробишта се одвива текно одржување на градската капела и просториите во градската капела, секојдневно чистење и одржување на комуникациите во градската гробишта, чистење на корпите, отпадоците и сите останат смет кои го прават граѓаните кои ја посетуваат градската гробишта. Освен теконото одржување, секои 3 месеци јавното претпријатие Комуналец во соработка со јавна хигиена вршиме генерално чистење на градската гробишта. Ви благодарам за разговорот.